Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг. Министерството за внатрешни работи вчера на територијата на град Скопје спроведуваше акција за контрола на возила со кои се врши превоз на патници. На вонреден технички преглед беа испратени и возила од јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Според информациите на МВР, кај 5 возила на ЈСП се утврдени неправилности. Исклучување на возилата предизвика нервоза кај патниците кои реагираат дека градските автобуси им доснат или се прескокнуваат одредени термини на возниот ред, но проблемот настана поради техничките прегледи. Од ЈСП информираат дека во вакви ситуации секогаш ја следат состојбата на терен и доколку некое возило е исклучено, веднаш испраќаат заменско, за да ја дополни настанатата дупка во возниот ред. На оваа тема во продолжение разговараме со портпаролот на ЈСП Деспина Трајковска-Димова. Деспина, добро утро. Добро утро, Александар. Поздрав, добро утро, добар ден до сите кои што ме следат. И верувам голем дел од нив се корисници на јавниот превоз. Так. Ова е првата тема со која што ќе го отвориме денешниот разговор, но секако доколку ни дозволи времето, ќе се обидиме да опфатиме уште неколку. Почнуваме поред. Во текот на вчерашниот ден се шпекулираше со различни бројки за тоа колку вкупно автобуси биле испратени на технички преглед, колку биле исклучени од сообраќај. Акцијата е завршена, кој е конечниот исход? Так, вчерашниот ден речиси да помина во знакот на акцијата, односно во малите отстапувања во јавниот превоз од утврдените возни редови и слично. Значи, еве утринава располагаме со конечни бројки, значи нема простор за шпекулации, за импровизации. Значи, што кажуваат бројките официјални, значи во текот на вчерашната акција, исклучени од сообраќај, односно пратени на технички преглед, биле 9 возила на ЈСП Скопје и при тоа кај 5 од нив биле констатирани одредени недостатоци. Да напоменам дека станува збор за ситни недостатоци, односно напукната сјаличка на дисплеј во внатрешниот дел на возилото, напукнато стоп светло и слично. Тие возила веќе денеска се предмет на сервисирање и очекуваме дел од нив веќе во текот на денешниот ден, најдосно до утре да бидат пратени во сообраќај. Значи да повторам, возила на ЈСП Скопје во текот на вчерашниот ден акцијата на МВР исклучени биле вкупно 9, констатирани недостатоци кај 5 од нив. Значи станува збор за официјални бројки, нема простор со ова, автоматски се демонтираат сите оние бројки вчера кои што беа изнесени во јавноста за 60, 100, па дури 170 возила на ЈСП исклучени од сообраќај. Значи апсолутно не е точно. Да напоменам при тоа, да појаснам, дека може би имало поголем број на возила од јавниот превоз исклучени од сообраќај, меѓутоа имајќи во предвид дека јавниот превоз во Скопје го сочинува не само ЈСП Скопје, туку и возилата на приватните превозници, може би е бројката поголема, меѓутоа ете 2 пати 3 ги потенцирав бројките за исклучени возила на ЈСП Скопје. Значи оние линии кои што ги обслужува ЈСП Скопје. Добро, еве ја објаснивме. Доколку извинувам, дозволите да напоменам дека раководството апсолутно дава поддршка на овие акции на МВР, имајќи во предвид дека пред се тие се со цел за безбедност на патниците кои што го користат јавниот превоз. Значи во јавниот превоз нема политика, нема импровизации, безбедноста на патниците е на прво место. Токму од тие причини апсолутно даваме поддршка на МВР да спроведува и во едни на вакви акции, забелешка на нашето раководство, што и во скоро време може би ќе се разговара со надлежните, барем тие акции да се одвиваат во вечерните часови, односно во оние термини кога фреквенцијата на патници е помала, токму со цел за да не се создава нетрпение и нервоза кај корисниците на јавниот превоз, имајќи во предвид дека секој не би си го планира патувањето од една до друга дестинација. Колку време траеше акцијата вчера на МВР? Акцијата траеше од утрината, негде до утринските часови, од 7-8 часот, па негде до кај 16 часот, 16:30. Така, добро, ете се обидовме да разјасниме таа ситуација вчера и да добиеме официјални информации. Во интерес на времето ќе преминеме на останатите теми кои што ги планирав за денеска. Преминуваме на друга тема. ЈСП Скопје упати апел до студентите кои ги исполнуваат условите и кои сакаат да ги користат услугите на бесплатен јавен автобуски превоз, во наредните неколку дена мора да ги обноват своите билети. Кој се може да аплицира, односно кои се условите за користење на оваа поволност?
Значи вака, што всушност значи она што вчера како соопштение АПЛ го истративме до медиумите. До 1 март секој оној студент кој што ги исполнува условите за бесплатно користење на превозот како категорија студент, има можност да се вози до 1 март без продолжена заверена картичка за тековната година. Значи, ние излеговме во ситуација во пресрет на барањето на студенти, можноста за продолжување на важноста на билетот да се пролонгира, наместо до нова година да трае некој ден подолго, односно ние дозволивме 3 месеци. Значи, до 1 март, секој студент кој што ги исполнува условите за бесплатно користење на јавниот превоз може да се вози бесплатно, без заверена, односно непродолжена картичка за тековната година. Кои се неопходните документи? Значи, пред се оваа поволност важи, односно се однесува на сите редовни студенти на државните факултети во Скопје до дипломски студии без ограничување на возраста. За продолжување на важноста на билетот неопходен е индекс на увид со заверен сега веќе летен семестар и потврда за редовен студент не постара од 1 месец. Процедурата за заверување и продолжување на посочениот тип на билет се врши во некој од 7 центри за персонализација на ЈСП Скопје. Само да појаснам, бидејќи има недоумици кај дел од студентите, значи дозволено е студентот да си го продолжи билетот и понатаму, може би во април, во мај, во јули, кога ќе се ги обезбеди неопходните документи, меѓутоа нема право на бесплатен превоз. Што е многу важно да потенцираме дека индекс, потврда, разни други документи од универзитетот не се валиден документ за користење на превозот бесплатно. Значи секој оној кој што ќе биде, да речеме фатен народски кажано, од линиска контрола после 1 март, а нема соодветен билет заверен продолжен за тековната година, ќе биде подложен на санкција, односно ќе му биде издаден записник, тоест казна. Кога веќе сме кај казните, се стремиме да станеме европски град со сите атрибути што со себе ги носи таквиот статус, но се уште постојат случаи на неодговорно однесување, односно би рекол злоупотреба на јавниот превоз. Само минатата година од контролорите на ЈСП без билет затекнати биле 9345 патници. Дали можеби бележиме тренд на намалување на ваквите случаи во споредба со претходните години? Па вака, во споредба со претходните години, изминатава дали 1, 2 или 3, небитно, нема некој тренд кој што може ајде да кажеме дека го следиме, се следи тренд на малување и големување, туку има некоја просечна бројка, значи на патени, па ќе речам народски казано, да биде појасно, патници без билет, и таа бројка во просек се движи на годишно ниво од 8 до 10.000 издадени казни. Значи тука се движиме, се останува нели на совеста на патниците, впрочем како и за се останува. Диспина, уште 2 прашања до крајот на овој разговор. Дали се уште има случаи во кои контролорите или возачите кои си ја извршуваат својата работа се соочуваат со конфликтни лица и дали се регистрирани инциденти кои, барем според досегашните искуства, често завршуваат и со физички напади? Дел од корисниците, морам да напоменам, на јавниот превоз се жалат дека и често во автобусите влегуваат лица кои не ги почитуваат мерките предвидени за заштита од коронавирусот и кога реагираат се соочуваат со вербални напади. Да, ето напоминавте и маските и контролорите, но одамна има со изминатава недела случај на физички напад на патник врз контролор. За жал, се уште има патници кои што не ги почитуваат ниту ковид протоколите, ниту ги напоминавме билетите, не се возат со уредно валиден билет. Тоа е можеби најверојатна причина, нели нападот е најдобра одбрана за инцидентите, односно нападите врз нашите возачи или контролори, што говорат статистиките. Во текот на изминатава година биле регистрирани, значи кога велам регистрирани, официјално со постапки во МВР, 81 таков инцидент, од кои што дел биле физички напади врз возачи, закани врз возачи, а има и 15 вербални расправи, односно 4 напади, ајде да не речам, ќе речам типачки на релација патник-контролор. Голем дел од тие веќе се во завршена е постапката процедурата, овераните во случајот
и smo со соодветните последици, а дел од нив се уште се разгледуваат, односно се процесуирани во соодветните институции. Кога сме веќе кај маските, да повторам, има и кај нас се уште реакција, да речеме, ајде секојдневно, патници се жалат, реагираат дека се уште, па ќе речем за жал, има патници кои што го користат јавниот превоз без да носат заштитна маска, како една од мерките за ширење на коронавирусот. Меѓутоа, за жал, ЈСП Скопје нема можност, нема ингеренции, нема механизам како да се справи со несовесните. Единствено останува на нас преку медиумите да апелираме на совесно однесување на секој пат некој поединечно, пред се секој за собственото здравје, а потоа и за општото здравје. За крај уште едно прашање, кратко, Деспина, ќе ве замолам. Автобусите на ЈСП се опремени со видеонадзор, тоа мора да напоменеме, но колку снимките од нив се доказ при постапување по инциденти и дали всушност се во функција овие камери поставени во автобусите? Да, во новите МАН возила во функција се, има во сите возила, во двукатните автобуси генерално, значи се во функција работат сите. Се снимаат внатрешноста на возилата, значи користат како доказ, тоа е докажано и во X ситуации досега, меѓутоа ЈСП Скопје ги отстапува видеоснимките по службена должност по барање на МВР. Значи, за да некој добие видеоснимка, за конкретен случај треба да се покрене постапка, односно барање преку МВР, бидејќи не можете да кажеме на секој како ќе му текне, па за макар и една вербална расправа, доколку не е регистрирана во МВР, да отстапи снимката, бидејќи тука станува збори за заштита, има дел треба да испочитуваме закони за заштита на Ало? Да, ве слушаме, повелите. Дали се слушаме? Ало? Добро. Деспина, јас се извинувам што го прекинавме разговорот и ви се заблагодарувам за денешното учество во утрински брифинг.